Доста е со лажни ветувања. 5 до 12 одамна помина. Системот не треба да биде за некого мајка, за некого маќа. Пациентите со ретки болести порачуваат дека надлежните еднаш за секогаш мора да најдат решение за нивните проблеми и да обезбедат терапија. Потребно да имаме достапна терапија за сите лица со ретки болести. Бидејќи секое лице со ретка болест е вредно и не треба да се прави дискриминација. Системот треба да биде функционален, а не нефункционален. Системот не треба да биде за некого мајка, а за некого мачја. Тоа се мајки, татковци, кои секој ден се прашуваат дали ќе има храна денес за моето дете и лек за да го држам во живот. А да не зборуваме за асистенција, соодветно социјално вклучување, образование и соодветна работа. Екс-министерот Сали, за онаа негова година министерување, не најде за сходно после сите јавувања, пораки и дописи, дури ни телефонски да разговара со нас. Во Македонија се регистрирани околу 2000 ретки болести, а само за 200 има терапија која е екстремно скапа, а пациентите најчесто ја набавуваат сами. Терапија за сите, рана диагноза за сите и дајте нашиот живот да биде секојдневен како и вашиот и да се мачиме со секојдневни проблеми, као немам кафе од Сабајле, а не немам терапија од Сабајле. Ретките болести најчесто не се откриваат на време зашто не се прават доволно генетски испитувања, а владата никако да ја донесе стратегијата за ретки болести која со години само се најавува. Додека пациентите се заглавени во болничките лавиринти, молат за терапија и стануваат речиси невидливи за системот. Властите секоја година на 28 февруари излегуваат на говорница и им кажуваат дека се заедно во борбата, а потоа лавиринтот одново почнува. Мојата поддршка и поддршката на мојот сопруг сте ја имале во секој момент и тоа ќе продолжи и во иднина. Многу пати сме разговарале, сме ги сослушувале проблемите, сме се обидувале да ги предочиме на јавноста и на оние кои што ги носат одлуките. Само сите заедно и што повеќе јавни институции, граѓански организации, како и самите лица со ретки болести вклучени во овој процес, значат подигнување на свеста за важноста на потребите на лицата со ретки болести. Се надевам дека на овој инклузивен начин процесите ќе продолжат и понатаму. Болестите се ретки, ама луѓето со ретки болести не се сами. Неодамна, токму поради тоа што владата на време не набави лек, почина пациент кој боледуваше од ретката болест цистична фиброза.